Добар ден, драги ученици. Еве неповторно во училницата. Денес имаме час по математика, наставна содржина, тема мерење, односно повторување, во второ оделение. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Комески, БНС. Што очекувам од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења за темата мерење преку квиз прашања. Добро да размислите кој одговор ќе го одберете како точен. И сите стекнати знаења да ги применувате во секојдневниот живот. Започнуваме со квизот. Повторување на темата мерење преку квиз прашања. Погоди го точниот одговор. Значи, пред да одговориш точно, добро размисли. Прашање број 1. Која е единица мерка за должина? Грам, литар, метар, брашно. Добро размислете, ги учевме единиците мерки за должина. Точно така, да потврдиме. Дали е така? Точниот одговор е метар. Браво за вас. Второ прашање. Што се мери со метри? Леп, месо, подот, домати. Размислете што меревме со метри. Така е, да потврдиме, точниот одговор е подот. Значи, подот може да биде измерен во метри. Прашање број 3. 1 килограм е мерка за должина, мерка за течност, мерка за маса, односно тежина, и мерка за време. Ги гледате сите единици мерки, па да видиме која е точната предпоставка во дадените мерки. 1 килограм е мерка за маса, тежина. Точно одговорите. Четврто прашање. Со часовник се мери месеци, години, време во часови и минути и пат. Учевме и ова. Така е. Точниот одговор е време во часови и минути. Браво за вас. Прашање број 5. Во едно деноноќие има 10 часа, 24 часа, 14 часа и 30 часа. Добро размислете пред да одговорите. Еве го точниот одговор. 24 часа. Браво за вас. Годината има 12 месеци, 30 дена, 2 месеци, 4 седмици. Што мислите, кој е точниот одговор? Така е. Да потврдиме, точниот одговор е 12 месеци. Ги изучивме сите месеци и да се подсетиме, тоа беа јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември. Значи 12 месеци, а 4 седмици има 1 месец. Да се подсетиме дека една седмица имаше 7 дена, а часовите ги мериме со часовник. 7. Годината е престапна кога февруари има 30 дена, 31 ден, 29 дена, 28 дена. Добро размислете кога годината беше престапна на секој 4
години. Така е. Точниот одговор е 29 дена. Потврдивме точно дека февруари има 29 дена кога годината е престапена. Прашање број 8. 1 метар има 10 сантиметри, 50 сантиметри, 70 сантиметри, 100 сантиметри. Што мислите, и ова учевме? Да го провериме точниот одговор. Е 100 сантиметри. Браво за вас. 9. Течност се мери со литар, килограм, метар, час. Сите единици мерки ги имате и изберете која мерка е за течност. Така е. Да потврдиме кој е точниот одговор. Литар. Браво. 10. Една чаша собира 2 децилитри. Колку чаши ќе ставиме во сад од 2 литри? 6 чаши, 10 чаши, 5 чаши, 3 чаши. Ајде да размислиме. Една чаша собира 2 децилитри. Колку чаши ќе ставиме во сад од 2 литри? Ако 1 литар има 10 децилитри, тогаш така е. Точниот одговор е 10 чаши по 2 децилитри, тоа се 20 децилитри, односно 2 литри. Јана ја решил задачата за 1 час, а Кире за 60 минути. Кој решавал повеќе време? Што мислите вие? Кире решавал помалку време, Јане решавал повеќе време, двајцата ја решиле за исто време, Јане решавал за 30 минути. Имате 4 понудени одговори и добро размислете пред да одговорите. Јане ја решил задачата за 1 час, а Кире за 60 минути. Што мислите? Да провериме. Точниот одговор е двајцата ја решиле за исто време. Зошто? Затоа што 1 час има 60 минути и двајцата решиле за исто време. 12. Дедо Диме купил 30 килограми зелка, 32 килограми компири и 30 килограми цвекло. Колку килограми зеленчок купил дедо Диме? 100 килограми, 92 килограми, 35 килограми, 96 килограми. Ве оставам да размислите, да пресметате, па потоа да го кажете точниот одговор. Значи дедо Димо купил 30 килограми зелка, 32 килограми компири и 30 килограми цвекло. Размислете колку килограми зеленчук купил дедо Димо. Одлично! Да провериме дали е толку. Точниот одговор е 92 килограми. Зошто? Затоа што ги собравме сите килограми и добивме 92 килограми зеленчук. Прашање број 13. Миле возел со колата 24 часа, а Ване возел 24 часа и 24 минути. Кој возел повеќе време? Понудени одговори. Ана, Миле, Ване возеле исто часови. Што мислите? Прочитате ја уште еднаш задачата. Значи Миле возел со колата 24 часа,
а ване возел 24 часа и 24 минути. Кој возел повеќе време, имате понудено повеќе одговори. Дали возеле исто часови, дали возел некој повеќе, помалку. Точниот одговор е Ване. Ване возел 24 часа и 24 минути, што е повеќе за 24 минути од 24 часа. Точен одговор. 14. Во една вреќа има 25 килограми памук, во друга има 25 килограми шеќер, а во трета има 25 килограми брашно. Која вреќа тежи повеќе, добро размислете. Вреќа со памук, вреќа со шеќер, сите три вреќи тежат исто, вреќа со брашно. Ајде, добро размислувајте. Имаме памук, шеќер, брашно. Во сите вреќи има по 25 килограми брашно, но памукот е лесен. Што мислите вие? Сигурно? Еве го. Точниот одговор е сите три вреќи тежат исто, не е важно што е, дали е памук или друг материјал. Прашање број 15. Милена тргнала со автобус од Велес во 10 часов и 45 минути и стигнала во Битола по 3 часа. Во колку часот стигнала Милена во Битола? Во 16 часот и 25 минути, во 15 часот и 15 минути, во 12 часот и 45 минути и во 13 часот и 45 минути. Добро размислете пред да одговорите. Значи, тргнала во 10 часот и 45 минути и се возела 3 часа. Во колку часот стигнала Милена во Битола? Добро, да провериме. Точниот одговор е 13 часов и 45 минути. Зошто? Затоа што Милена тргнала во 10 часов и 45 минути, плюс 3 часа еднакво на 13 часов и 45 минути. Браво за сите што точно одговорија. Драги ученици, се надевам дека ви беше интересен квизот. На овој начин успешно ги покажавте вашите знаења за темата мерење. Значи, секое прашање носеше по еден одговор. Ако сите прашања сте ги одговориле точно, тогаш имате 15 поени. Браво за сите што одговориле точно и секогаш користете ги знаењата во секојдневниот живот. Ве поздравува наставничката Светлана Бобевска. До видување до следното видување.